гледачи, добро вечер. Вечерва гостин во нашата емисија Информација Плюс е Ана Марија Јованова од Струмица, локален амбасадор за женско предприемништво во југоисточниот регион. Ана Марија, добре дојде во телевизија Кобра. Добре ве најдов и мило ми е што сум вечер овде и ќе поминаме неколку минути на вашата телевизија. Така, најпрво еве да видиме што значи тоа локален амбасадор и како стана ти локален амбасадор. Па ќе почнем од моите почетоци во ангажманот на ова поле. Најпорно почнав во моите средношколски денови, како се занимавав како активен волонтер во повеќе организации и потоа дојдов до работна позиција како проектен асистент во невладина организација во Струмица, која подоцна ми отвори и други патеки за да следам нови проекти и нови можности, при што и најдов на повик за локален амбасадор за женско предприемништво, отворен од страна на Националната платформа за женско предприемништво со седиште во Скопје, и аплицирав на тој повик и после добив на мејл дека сум избрана да имам оваа работна позиција во текот на една година. Така, што всушност тоа значи и која е твојата улога? Мојата улога всушност... Бидејќи си еве млада. Да, тоа е основната цел во суштина. Мојата примарна цел и фокус е стимулирање и засилување на жените предприемачи во југоисточниот плански регион преку поддршка, мотивација на предприемничкиот потенцијал на жените со цел да има значително влијание на подолг временски период, а тоа нели значи и отварање на нови работни позиции и засилување на самата економија овдека на локално ниво. Така, што опфаќа националната платформа? Националната платформа за женско предприемништво е платформа за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за креирање на јавни политики и застапување во суштина на женското предприемништво, како и кревање на свеста и духот за женското предприемништво. Зошто, како што знаеме, се уште го има тој стимул дека жените не можат да бидат добри предприемачи. Таа улога некако се уште им се доделува на мажите повеќе, што мислам дека е крајно време да се искорени, зашто нели велиме младите се следната идна генерација која ќе не води и мислам дека е важно што повеќе да се стимулираат младите да размислуваат предприемачки повеќе. Така, колку младите се заинтересирани да станат идни предприемачи? Искрено, доста се заинтересирани, но главен проблем кој се јавува кај нив е тоа што нема доволно можности или информации. Скоро правев како дел од активностите кои ги спроведувам. Кои активности ги спроведуваш за да се подигне тоа ниво? За да се подигне свеста, најчесто спроведувам мотивациони говори. Веќе спроведов 2 мотивациони говори во 2 средни општински училишта на територија во Струмица, што предстои уште едно одржување на уште еден мотивацијски говор на Универзитетот во Струмица Гоце Делчев. Исто така учествував и на повеќе радиоемисии, како и на телевизија овдека во нашиот југоисточен регион, за да допре повеќе тоа до нашите граѓани од овие делови. Едно од нештото што би сакала да ги издвоим е исто така правев истражување. Поточно започнав со анкетен прашалник, кој се беа опфатени околу 120 испитаници од регионите, нели? Од овој регион. Така, од општините. Да, од општините. И креирав стратешки документ во кој се изразуваат потребите, каква е состојбата и на женското предприемништво и на младинското предприемништво во нашиот регион. Во суштина, резултатите беа искрено и зачудувачки за мене, зашто така порано кога сум зборувала помеѓу нашите, да кажеме, пријатели, оваа тема некако повеќе изостануваше, не ни беше толку интересна, но сега некако ова е посменето, младите сакаат да зборуваат за темата, имаат доста навистина, имаат прекрасни идеи за да основат своји бизнеси, но за жал не ги имаат вистинските информации како да го започнат тој процес.
Станува збор за женско предприемништво, колку еве младите девојки, млади жени се заинтересирани и има ли така поголема бројка во нашиот регион жени кои што се занимаваат со предприемништво? Да, има, но поголемиот дел, без осудување, се занимаваат во, да кажеме, во козметичарските дејности, услужни дејности, а помал е, да кажеме, бројот на тие што се на високо работните позиции или менаџерските позиции, што би навистина би сакале таа бројка малце да се накачи понагоре, зашто е доста важно сепак. Така, младите, како што реков, еве, има ли интерес кај девојките, еве? Има интерес, тоа е навистина се појавува интерес кај нив, но како што реков, Примамливо е. примамливо им е, да. Сепак нешто звучи нешто ново кога ќе се каже женско предприемништво, жени лидери, жените, идните зајакнувачи на економијата, звучи попримамливо и помоќно за младите девојки, да кажем. Така, кои се еве твоите следни активности? Следни активности се предстојниот мотивацијски говор кој треба да се одржи во текот на наредната недела. Исто така би сакала да го спомнам и сајмот оваа година кој ќе се одржи по трет пат од 23 до 24 ноември ќе се одржи во Скопје, каде што самитот е за женското предприемништво, односно клучот на зајакнување на економијата. Каде што нели ќе се соберат жени лидери од цела Македонија, од територија на цела Македонија и ќе зборуваат за оваа важна тема. Така. Во споредба со другите региони во Македонија, каков е односот југоисточниот регион, па источен или западен регион? Дали таму е поразвиено или на исто ниво? Па би кажала, додека не почнеш да навлегуваш во самата тематика, мислиш дека воопшто ништо не постои, зашто некако е подалечна тема за нас, како што реков, но состојбата е добра, но има простор да се подобрува уште повеќе. И во нашиот регион. Да, секако. Од каде Ана Марија еве се пронајде во ова женско предприемништво, да ги стимулира младите да бидат идни предприемачи? Навистина добро прашање. Идејата започна од тоа што порано, пак ќе се навратам на средношколските денови, некако постојано баш во 4-та година, кога се поставуваше прашањето каде ќе продолжиш на факултет, што понатаму, некако на сите одговорот им беше па надвор од Македонија, надвор од земјава. Во странство. Да. И тука се поткрена некој порек во мене, зашто во тој период баш почнав и да одам низ невладините организации, да волонтирам, да учествувам и да се активирам во повеќе проекти. Видов дека има потенцијал овде, само што можеби младите, пак ќе се навратам дека не се информирани доволно и не се запознаени со можностите кои ги имаме овдека во нашата држава. Јас ги пронајдов тие можности и почнав да ги искористувам. И на тој начин видов дека има доста голем потенцијал за работа и овде. Нели, сепак и треба и некој овде да остане и да ја сработи таа работа. И искрено, главната моја визија е да станам мотиватор на овие млади идни генерации што доаѓаат, да им покажам дека има нешто овдека за кое што вреди да се остане. Така, кога велите можности, потенцијал, дали има некоја поддршка еве од владата или како можете кој може да и помогне на младите да станат идни предприемачи? Оти не е само желбата да ја имаш, Да. треба и финансиски средства. Финансиските средства да се број еден фактор, нели за започнување на бизнес, но овие има доста можности на кои што различни амбасади доделуваат финансиски фондови, грантови на кои што можат да аплицираат Значи, младите. треба да се следи Да, тоа. треба да се следи.
најчесто самата општина секогаш си објавува повици на нивните страници кога се доделуваат некои финансиски грантови, што за жал не е толку популарно или тренд да кажеме младите да ги следат тие страници, па затоа овдека се нели и возрастните да ни помогнат во тој процес, да не насочат и да ни кажат точно каде можеме да ги најдеме овие податоци кои што се навистина важни за нас. Јас би сакала да споделам еден позитивен пример во Струмица. Општината доделува грантови за отварање на мали предпријатија и бизниси и навистина доста млади луѓе ја искористија таа можност и работат активно во полето кое го избрале да го основат својот бизнис. Еве кога спомнавте општина Струмица, деновиве општината отвори еден младински центар. Може ли нешто да им помогне еве овој центар да се младите овде да се собираат, да разменуваат мислења? Центарот првично е насочен за младите, така да што центарот сигурно е отворен за соработка со младите. Примерната цел е младите да одат таму и да се дружат во суштина. Но и да бидат поблиску до општината, еве, да бидат запознаени со се она што се случува. На тој начин дефинитивно ќе можат да бидат поблиску до општината и да се запознаат со самата околина и можностите во општината. Така. Еве Ана Марија, за крај што би препорачала на младите? Јас за крај би сакала да оставам една мисла, а тоа е можеби некогаш ќе дојдат и подобри времења, но само ова време е наше, да го искористиме и да го направиме подобро. Ти благодарам што беше гостин во телевизија Кобра и се надевам дека упати силна порака до младите дека и овде има можности и потенцијали, а не само во странство. Доколку сакат, еве можат и да те контактираат, слободно, да прашат за совет и да бидат упатени. Да, ви благодарам многу и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се во оваа емисија Информација Плюс со Ана Марија Јованова, локален амбасадор за женско предприемништво во југоисточниот регион. Пријатна вечер.